Giovanni Mascari со 5 кулинарски звезди, најголемата награда што може да ја добие еден готвач во Италија. Македонецот Зоран Јовановски пак, кој е единствен, кој не е италијанец, а има 3 звезди како пица мајстор. Овие двајца врвни мајстори на италијанската пица се најдоа на едно место во Штип. Маскари и Јовановски се согласуваат дека најпознат кулинарски бренд е пицата, која се подготвува и конзумира речиси на сите меридијани. Смета дека тајната на пицата е во тестото. Најглавното е самото тесто. Како е направено, значи тесто треба да биде минимално отстојно 24 часа, за мене лично и 48, да биде лесно сварливо во организмот, да не биде тешко и сето тоа се прави со добри и квалитетни брашна. Најбитна е исто така и температурата на тестото, температурата на печката, температурата на водата. Има многу мали тајнички кои се така интересни. Значи, топингот на пицата може да биде со се и се што, но најоригинално италијанската пица се прави со моцарела, маслиново масло, бослек, тесто, нели рековме, треба да биде направено од добро брашно и доматниот сос. La cucina italiana è conosciuta nel mondo. Италијанската кујна е позната во целиот свет, станува збор за производ кој што е познат во целиот свет. Употребуваме најдобри производи за да ја подготвиме пицата и тоа е резултатот. Според Јовановски, маргаритата е пица број 1, во која ги има боите на знамето на Италија. Маскари, кој е пица мајстор со 5 звезди, пак патентирал собствен бренд, така наречена суши пица, односно пица во форма на јапонско суши. La carbonara. Станува збор за типичен италијански стар специјалитет, кој веројатно сите вие го знаете, се вика карбонара. Во оваа пица има растопено сирење пекорино, изрендано сирење доп, тоа е ознака за италијански производи, кои што имаат гарантирано италијанско потекло, крцкава сланина и внатре има јајца и пипер, црн пипер. Ова е суши пица. Овие двајца врвни пица мајстори не се штедат и своето знаење го принесуваат на помладите и на оние кои сакаат да ги знаат тајните на пицата. Низ Академијата на Јовановски во Кочани поминале над 300 ученици, а пак Маскари ќе ги обучува и затворениците во Италија како да прават пица. Една интересна работа која што сакам да ја кажам сега е дека наскоро ќе започнеме со курсеви по готвење во италијанските затвори, да ги научиме затворениците како да го работат овој занет. Ние сме како Академија за пица мајстори, веќе постоиме 4 години во Македонија и имаме обучено околу 300-400 ученици кои многу успешно понатака го работат својот занет, дали во Македонија, дали во странство. Значи сега и кај нас веќе почна да се учи тој занет и е многу интересен и сите од млади до најстари сакаат да го изучат. Поводот за овие двајца врвни пица мајстори на едно место да се најдат беше светската недела на италијанската кујна, како и кандидатурата на владата на Италија за нивната кујна да биде дел од листата на нематеријалното богатство на УНЕСКО. Амбасадорот на Италија Андреа Силвестри истакна дека италијанската кујна не е само храна и рецепти, туку е богатство за сите граѓани и пријатели на италијанската кујна.